Насловот за кој денеска би размислувале, браќи и сестри, е важноста на саботниот одмор. Еве денеска е сабота, ние сме овде и верувам дека ја цениме приликава да бидеме во сабота во црква. Како што Исус ни дал пример и во Лука пишува дека Исус по својот обичај во саботен ден присуствуваше на богослужбите во негово време. Ајде на почетокот да поставиме прашање зошто саботата е толку важна како ден за празнување. Дали денеска ние како христијани сме обврзани да ја славиме саботата? Зошто некои христијани ја почитуваат саботата, а помеѓу нив сме и ние секако? Што таа крие во себе? Дали е саботата посебен ден од останатите денови и пошто е посебна ако е посебна? За ова размислување ќе ја контактираме секако Библијата, да видиме што таа ќе ни каже за седмиот ден во седмицата за саботата. Кога отварам Библијата на почетокот се среќаваме со еден извештај кој вели дека саботата е прогласена за света при создавањето на ова наша земја, на ова наша планета. Јов, еден од најстарите патриарси, еве што запишал во својата 38 глава, во 7 стих, вели, кога пеја заедно утринските ѕвезди и кога ликува Божите синови. Јов не враќа на самиот почеток, пред 6000 години, кога саботата била прогласена како посебен ден од останатите 6 дена. И сега да отвориме прва Мојсеева, прва глава, 31 стих. Мојсе не враќа во времето на создавањето. Таму на самиот почеток, како што вели Јов, кога пеа заедно утринските ѕвезди. И во 31 стих од првата глава Јов, односно Мојсе, ги пишува овие зборови. И Бог виде се што направи. И ете беше многу добро. Интересно, овде пишува дека после сите активности Бог се одморил и се радувал на своето завршено дело, на својата завршена работа. Дали ние се радуваме кога нешто ќе направиме во животот? Си мислам на добри работи. Дали нешто зидаш, дали нешто црташ, дали нешто произведуваш и на крајот го гледаш производот и се восхитуваш колку е убав. Нешто слично тоа го направил Бог после тие 6 дена на создавање. А ние ќе кажеме подоцна дека со 6 дена не завршило создавање, туку со 7 ден, зашто 7 ден за кого бил даден? Пишува таму нелево Евангелијата кога Исус кажува. И затоа подоцна, браќи и сестри, саботата е прогласена како посебна и ставена е во центарот на 10 Божји заповеди. Во втора книга Мојсеева, во 20 глава, читаме од 8 до 11 стих. Тука се дадени, запишени се тие 10 свети Божји заповеди. И еве го текстот. Помни го саботниот ден за да го осветуваш или празнуваш. 6 дена ќе работиш и ќе ги вршиш сите своји работи. Значи во 6 дена мора да бидеме и треба да бидеме активни. Пишува на друго место, кој не работи, малку тежок збор, но пишува и тоа, кој не работи не треба ни да јаде, во смисол треба, ако имаме можност и ако сме здрави, прави, да сработиме нешто за да ни биде, што се вели, и лебот сладок. Понатаму вели, 6 дена ќе работиш и ќе ги вршиш сите своји работи, а 7 ден е сабота Господова на твојот Бог. И пишува овде, никаква работа не ќе работиш и така натаму. Значи, 4-та заповед, браќа и сестри, е во декалогот, во Божиот декалог. И ни зборува за 7 ден како одмор, како посебен ден од останатите 6 дена. Навистина, најголем подарок што Бог може да му го даде на човештвото е саботата. Токму саботата. Ова било предност за лично дружење на првите луѓе. Ако читате таму во втората глава, ќе видиме дека Адам и Ева се дружиле постојано, секој ден со Бога. Но саботата била посебно нешто. Како сите денови што ни се исти во годината, меѓутоа кога ќе ни дојде роден денот, тогаш малце се сеќаваме. Или не подсетуваат нашите родители кога сме биле мали дека тој ден нешто се случило, се случила радост во семејството. И подоцна ние тоа го прифаќаме и го пренесуваме во нашиот живот и на нашите поколенија. Саботата е дар на безгрешниот свет. Таа е центарот на нашето обожавање на Бога. Тоа е дар кој му возможува на човечката раса
да искуси небесната атмосфера на земјата. Ајде сега прашање за нас кои сме денес овде во црква, а и они кои не гледат, кои може би се дома, кои не гледат по пат на интернет. Како се чувствуваме кога ќе дојде сабот? Одговорите си сами на себе. Дали е прекрасно? Зошто? Е подпрашање. Зошто треба саботата да ни биде посебна, да ни биде прекрасна? Дали затоа што не работиме? Сеќам кога бевме како деца, кога дојде петок, сабота, нема учење. Децата може би така го гледа тоа. Нема пишување домашна задача. Тие 24 сата сме часа посебно. Дали затоа што само не работиме? Ако е само заради тоа, тогаш е тоа погрешна радост и може да кажеме недоразбирање на светоста на денот на саботата. Браќи и сестри, саботата е повеќе од еден неработен ден. Саботата е повеќе од еден плюс празник на луѓето во животот. Повеќе од носене свечен костум. Ево сабота се облекуваме, се дотеруваме, посебен фустан, посебно дело и едноставно може би повеќе до останување во кревет тој ден или доаѓање во црква. Повеќе поминување, може да кажеме, на еден ден во парк или на некој друго место во природата. Ако е само ради тоа, тогаш е тоа погрешно. Разбирање и сваќање на саботниот ден. Затоа денеска, браќи и сестри, треба да имаме посебно видување и посебен смисол да го разбереме самиот саботен ден. Во ова проучување сакам да проучиме 7 точки или 7 чекори на саботниот ден. Или 7 глаголи што ја објаснуваат важноста на саботата. Ако одиме во Марко, Евангелието според Марко, 2 глава, 27 стих, еве што пишува. Исус вели, саботата е создадена за кого? За човекот, а не човекот за саботата. Браќи и сестри, овде Исус не подсетува дека саботата не е само еден седмичен ритуал со служба, ниту друга обврска на крајот од седмицата. Наместо тоа може да се каже дека тој ни дал слобода. Тој ни дал слобода во саботата, ние да ја креираме, да ја славиме, да го славиме Бога во низината библиска длабочина и убавина. Во книгата Одбрани сведоштва од Елена Вајт, еве што пишува на 187 страница. Саботата не смееме да ја сметеме само пропис на закон. Туку требаме да го разбереме духовното значење за целиот наш живот. Ако само од саботата направиме некои ритуали, некои прописи, некои закони, па тоа го имале фарисеите, и затоа евреите се плашиле кога доаѓа сабот, кога не смеле марамче да стават во сабота, во джебот, ако тоа не го направили уште во петок. Не смеле од 700 чекори да отидат подалеку од својот дом. Не смеле забите да ги мијат. Имале милион, стотици подзакони кои биле дадени. И луѓето се плашеле од сабота. Едноставно се трепереле што ќе се случи во тој саботен ден. И затоа одели саботата не смееме да ја сметеме само пропис на законот. Туку требаме да го разбереме духовното значење на во целиот наш живот. Евреите ја започнувале својата подготовка за сабота, знаете уште кога? Во среда, званично. Пишува дека ние треба, кој ќе заврши сабот, да размислуваме за следната сабота, дарови да ги одвојуваме на страна и така, кој ќе дојдеме во црква, да не бараме ни джеповите, кај беа парите, него уште од недела да си ги одвојуваме тоа на страна. Меѓутоа, прочитав дека евреите уште во среда почнувале да се подготвуваат за сабота. И така било се до појавањето на саботниот ден во петок навече со зајди сонце. Ајде сега да поминеме за ова време што ни стои пред нас, тие 7 чекори на саботната почивка. Број 1, физички одмор. 1 Мојсеева 2:2. Ајде да читаме што направил Бог кога престанал со создавањето. Овде во 2 глава, во 2 стих, Мојсей пишува: и на 7-миот ден Бог ги заврши своите дела. Гледате, на 7-миот ден, не на 6-тиот ден, на 7-миот ден. И се одмори во 7-миот ден од сите своји дела што ги направи. Тука се вели дека Бог се одморил, браќи и сестри, на 7-миот ден. Зборот сабота овде не се спомнува. И нема да го најдеме 7-миот ден со името сабот. Овде го нема.
во овој втори стих од 2 глава. Но писателот несомнено сакал да наведе дека седмиот ден Бог го благословил, зашто подосна тоа Мојсей ќе го каже со име и со презиме во 4 заповед во 2 книга Мојсееве во 20 глава. Еврејскиот збор шабат значи глагол, а не именка. Ова би значило дека Бог одмарал. Јас се одмарам, ти се одмараш, тие се одмара. Значи глагол. Бог се одморил во седмиот ден. Тоа е еврејски шабат, што значи престанок, значи пауза, значи одмор. Иако Бог, знаеме, не се умара физички, но овде текстот вели дека Бог се одморил. Очигледно Бог дал пример на своите наследници, во смисол на своите деца, Адам и Ева, да се одморат во седмиот ден. Значи, кога ќе дојде сабота, ние претежно треба да се одмориме физички. Не да ни биде тоа физички некои активности кај што ќе се умориме. Празнувањето на саботата ни открива дека ние сме престанале да се подпираме на нашите дела и дека сме разбрали дека само Христос, Создателот, може да биде спасител. Може би во тие 6 дена ние работиме, се подпираме на себе, на својата сила, на своите умови, на својот ум, на своите планови. Иако и тогаш треба да го побареме Бога во нашиот живот, но сепак саботата која ќе дојде, ние всушност се подпираме целосно на Бога, браќа и сестри. Тоа прави прославата на вистинскиот ден на вистински начин во знак на оправдување со вера. Кога ја држиме саботата, ние се оправдуваме со вера на еден начин, прифаќајќи ја светоста. Зашто подосна ќе го споменеме, но еви сега да кажам, саботата нема нешто посебно од петок, од вторник и од среда како обичен ден, од 24 часа. Но подосна ќе кажеме што ја прави саботата света. Затоа малце подосна. Значи, саботата е ден кога ние физички се одмараме од работа. И Бог ни дава право да не се оптеретуваме што во сабота не работиме физички. Ако во другите денови не работиме, можеби нашата совест ќе не оптерети, знаејќи го тој текст што вели кој не работи не треба да јаде. Но во сабота не се оптеретуваме ништо, зашто Бог ни дал право да во тој ден се одмараме физички. Што тоа значи? Без телефонски повици непотребни. Земни грижи, без вознемирување, плаќање сметки во саботен ден, плаќање работници или некои други секојдневни активности што ги имаме, во сабота тоа престанува. Едноставно, тие работи не замараат. Второ, психолошки празник. Саботата треба да биде и психолошки празник. Во 2 Мојсеева, 20 глава, тука ќе ги читаме тие текстови малце повеќе, во 11 стих, еве што запишал Мојсей. Значи, Излез, или 2 книга Мојсеева, 20:11. Зашто во 6 денови Господ, едноставно вели текстот во 11 стих, ги направи небото и земјата, морето и се што е во нив, а на 7 ден се одмори. Зато Господ го благослови и го освети саботниот ден. Значи, браќи и сестри, овде зборот одмор на еврејски значи наух, што значи мир, релаксација. Значи, кога ќе дојде сабота, ние треба да почувствуваме еден мир, релаксација во нашиот живот. Станува збор значи за ментален одмор во саботата. Ние во другите денови се трошиме не само физички, него и што се трошиме? Ментално се трошиме. Трка од работа до училиште за деца, состаноци, рокови, платете ова сметка, они обврски, и ние сме психички истоштени, што ни треба пауза. И затоа Бог знаел, човекот ќе се троши и после 6 дена му доаѓа на тацна подарок. Сабота, време за психолошки, за внатрешен мир, за ослободување. Тука е саботата за психичко освежување, кога ментално се толку оптеретуваме, а во сабота се освежуваме. Тоа е како на компјутерот, она за освежување, како се вика? Да го обновиш, да го очистиш, едноставно му даваш малце, го подигаш системот. Саботата е тука. Трето, емоционален празник. 1 Мојсеева, односно 2 Мојсеева, 31:17. Еве што каже овде Мојсей кога е во прашање тој емоционален празник кој евреите требале да го имаат. Бидејќи сега станува збор за евреите како Божи народ.
31:17. Та нека е знак за секогаш меѓу мене и израелците. Па Господ за 6 дена ги создаде небото и земјата. И сега гледајте. А на 7-миот ден прекрати да работи и се одмори. Рековме, Бог не се умара физички, но сепак си дал малце време, малце се стаписал на страна и вели се одморил. Овде, во другите преводи вели се издиши, се одмори. Бог се одморал, здивнал, олеснување по напорната работа. Знаете, носите по скали нешто високо, тешко и после седнувате и се издишувате. Се ослободува она напнато што е во вас или во нас. Еврејскиот збор нефаш буквално значи душа, што значи дека Бог ја освежил душата и се одморил. Никога велиме, дај му малце водичка на тоа кученце, нека си ја освежи што? Душата. Или на човек кога му даваме вода да се напие кога е жеден. А Псалам 23:3, тоа го читаме, знаете, оној 20-ти Псалам, вели, зајакнија мојата душа, или освежија, обновија мојата душа. Што значи тоа, браќи и сестри? Во сабота, кога доаѓаме во црква, или кога доаѓа тој саботен ден, нашите потрошени емоции се обновуваат. Каква предност имаат оние христијани кои ја слават саботата, над оние кои не ја слават саботата? Сигурно имате комши, пријатели кои работат 7 дена, 24 нон-стоп. И немат повеќе од вас. Може би си послаби финансиски, а се емоционално, духовно, физички истрошени. И затоа Бог сака да ја прифатиме неговата сабота. Таа не е еврејска, таа е Божја сабота. Зошто, гледате, какви убави работи наоѓаме во саботниот ден. Едноставно, психолошки се полниме. Емоционално се надополнуваме. Давид вели, Господе, зајакнија мојата душа, или освежија, обновија. Браќи и сестри, Бог е наш психијатар. Тој ја обновува нашата емоционална исцрпеност во сабота. Нервите кои ни се тенчат во текот на тие 6 работни денови. Нервите наши слабиат, а во сабота Бог ги обновува и ги освежува. Мирот и таа релаксација се враќаат во нашата душа. Саботата е ден кога нашите потрошени емоции се обновуваат и во домот. Може би имало во текот на седмицата напнати емоционални недоразбирање во бракот, например, во семејството, помеѓу брачните другари, помеѓу децата и родителите. И би било добро тие да се расчистат пред зајдисонце, тамо вели Елена Вајд, во петок. И кога ќе дојде сабота, таа секоја горчина меѓу членовите да исчезне. И кога ќе дојде сабота, да дојдеме во Божјиот дом радосни, растеретени, олеснети. Значи, во текот на саботниот ден, браќи и сестри, потрошените емоции може да се освежат и обноват. Тоа е сабота. Гледате каков подрок Господ му дал на човештвото. А денеска сатаната знае дека тука лежи голем благослов. Им дал имитација на луѓето, лажна имитација во ликот на првиот ден во седмицата, неделата. Неделата не освежува. Неделата ги нема овие својства, овие атрибути што ја има саботата. И затоа саботата е нешто посебно, зашто Бог ја благослови, вели Библијата. Читавме во 1 Мојсеева 2 глава. И затоа, ајде, кога ќе дојде следната сабота, и она следната, па кога ќе дојде на вечната сабота, ни мора денеска да научиме како да ја доживееме таа сабота, низините благослови да ги прифатиме. И кога ќе дојде вечната сабота, нема да ни биде тешко. Веднаш да се прилагодиме и да отпочнеме со една вечна сабота, сабота кај што навистина ќе биде поразличита од сите саботи кои ги доживуваме на нова земја. Четврто, сабота на прослава и радување. Овде во Излез, или во втора книга Мојсеева, 31 глава, 16 стих, да го читаме следниот извештај. 31:16. Затоа израилците нека ја пазат саботата, празнувајќи ја од поколение до поколение како вечен завет. Браќи и сестри,
Сабота е ден на одмор. Но активно обожавање и служи на Бога. Значи, саботата не е за ленчарење. Саботата не е само за спиење. Секако ние физички, рековме на почетокот, имаме право да се одмориме. Но ако сабота ја претвориме само во спиење, тогаш ние го навредуваме Бога. Го навредуваме оној кој ја одвоил, кој ја создал саботата и ја посветил. И затоа саботата не е само да не бидеш на работното место. Па знаете, и мртвите луѓе не работат во сабота. Но дали тие го слават Бога, мртвите? Не. Така пишува Библијата. Дали тие ја почитуваат саботата? Секако дека не ја почитуваат. Саботата е за живите луѓе. Затоа Елена Вајд вели дека саботата не е за излежување и ленчарење. На тој ден, повторно читам во одбрана сведоштва, страница 194, на тој ден сите наши духовни способности треба да бидат будни, зашто се среќаваме со Бога и Христос нашиот Спасител. Мислам, ова е јака реченица. На тој ден сите наши духовни способности треба да бидат будни. Ја би додал активни. Ако имаме служба, или ако ние сме на распоредот, знаеме дека следната сабота треба да служиме, дека активираме сите наши капацитети, сите наши способности духовни и да го прославиме Бога овде во Божиот, во неговиот молитвен дом. Затоа, браќи и сестри, да бидеме креативни во прославување на саботата. Бог не ни дал ова. И тука, во тие рамки, треба да се движиш. Бог ни дал слобода, да ние креираме, да ние едноставно, да бидеме креативни. Тој ден е ден на обожавање на Бога. Не треба да бидеме како некој рекол, Боже, ти испеевме неколку песни, со половина уста, и затоа, Боже, биди среќен. Доволно е за денеска. Остатокот од саботата е за мене. Дали тоа славен на Бога? Не е, браќи и сестри. Ние грешиме против Бога во сабота, затоа што не му се поклонуваме како што треба. Премногу можеби сме себични во сабота. Поголем дел од времето за себе посветуваме наместо за Бога. Можеби доаѓаме во црква доцна, ако дојдеме, брзо завршуваме и бегаме дома. И која е таа светост во саботата? Исаја вели во 58 глава, во 13 стих, користи едно зборче, мислам дека преги тоа го читавме во пуката, но сега јас овде ќе го уште еднаш повторам, 58 глава, 13 стих, што вели: ако ја воздржиш ногата за да не ја газиш саботата и да не вршиш работи во светиот ден, наречиш ли ја саботата милина и чесен денот посветен на Господа. Овде е потребен зборот еврејски онег. Во нашата Библија е преведен со зборчето милина. Онег, кога еврејниот ќе каже онег, тоа значи милина. Кај нас е преведен со зборот милина. Саботата, браќа и сестри, треба да биде најубавиот ден во седмицата. Како што за една млада или млад, кој ќе се венчат, за нив денот на свадба или венчавање најубав ден во животот. Тоа се украсува, тоа се облекува, тоа се шминка, тоа се работа да остане, што се вели, вечно. И се слики така натом и така треба да биде. Саботата треба да биде најубавиот ден во седмицата. Треба да има посебна радост во тоа. Еве, например, некои практични совети. Нека саботниот ручек биде посебен. Не мора тоа да биде скап ручек или богат, со многу врсти на јадење. Но нека биде нешто поразличито од останатите ручеци или оброци. Например, ако одете во школото во Белград, на теолошкиот факултет, или во Марушевец, кај што сме биле, се сеќавам, таму ручеците беа посебни. Другите денови се има таму рецепти, се има правилник, меѓутоа саботата едва чекаме да е сабота. Сите ученици, студенти знаат дека денеска е сабота. Самото јадење, декорација на масите, поставеноста, најавуваше дека денеска е посебен ден. Родители, пронајдете нешто што би било посебна радост за вашите деца во сабота. Можеби некоја посебна игричка ќе ми ја давате само во сабота на децата. Не секој ден со таа играчка да играат.
И тие деца ќе кажат, денеска е посебен ден. Зошто? Мама ми даде посебно мече. И то тргајте го на страна. Да не биде тоа во секојдневните активности на детето да се игра. Или посебни панталонки, посебно фустанче. Едноставно да децата осетат, да почувствува дека денеска е посебен ден. Па и ние се облекуваме посебно за сабота. Не со секојдневните алишта кои одеме на пазар, например. Понатамо, помогнете на некого да се подготви за сабот. Например, некој може од нас, некој не гледа, не слуша, е студент. Може би има цимер и тој се спрема во петок собот. Помогни му на цимерот или тој дел неговиот, почисти го таму подот. Не чисти го само вашиот дел од собата, туку и неговиот, така што и тој да ја доживее радоста, убавината на саботниот ден. Поканите ги вашите пријатели да дојдат со вас на богослужение во сабот, ако сакат секако. Поминете ја саботата или да ја поминеме саботата во природа, сами или со наши пријатели, и да го фалиме Бога, да се восхитуваме на таа убавина на создавањето. Да одвоиме време во сабота да волонтираме. Знаете зборот волонтиране што значи? Доброволец се јавуваме, да им служиме на слабите во нашата заедница, но некои имаат потреба. Не заборавајте, браќа и сестри, дека да правите добро во сабота е во согласно со кого? Со Божиот закон. Тоа го пишува низ целиот Нов Завет, Исус тоа го правил. Може во некоја организација волонтерски да еден час или повеќе време да посветиме, во Црвен крст, например, кај што тие имат активности и во сабота сме повеќе слободни и може да отидеме и да волонтираме. Да нацртаме некоја активност што може да илустрира важноста на саботата за другите. Да споделиме некој искуство кај што ние ќе ги охрабриме и себе си и другите какво искуство сме доживееле, како искуство било саботата за нас како благослов. Вижте нешто. Браќа и сестри, Бог не ни дал список за тоа што можеме или не можеме да правиме во сабот. Значи сега земам Библијата и одам по тој список. Тоа го правам, тоа не. Бог ни дал принципи кои треба да ги следиме. Кога во прашање кои работи треба да ги работиме во сабота. Може би понекогаш сме ние повеќе оптеретени со техничките детали за тоа што можеме, а што не можеме да сториме во сабота и го забораваме вистинското духовно значење за самата сабота. Затоа саботата е, пише во Библијата и читавме, Божи свет ден. Тој е посебен ден за мене, за тебе. Ден на славење на Бога. Саботата е ден на славење на Бога и сеќавање на роден денот на нашата планета. Ние се сеќаваме еднаш во годината кога е во прашање нашиот роден ден. Но гледате, секој шести ден, односно седми ден, Бог го поставил саботиот ден како роден ден, да се сеќаваме. Евреите, ако ја читате нивната историја, еве што пишува. Во петок навечер, евреите 40 минути пред зајди сонце. Еве сега сонцето кога заоѓа, да кажем 15 до 6. Значи тие 40 минути пред зајди сонце земале рог, знаете, како оној рог што преку кого свиреле. И тие свиреле да ги подсетат луѓето дека доаѓа саботата. И тие зборувале, неговото височество доаѓа вечерва. Неговото височество доаѓа вечерва. Саботата била наречена кралица во седмицата. Семејството се собирало околу масата заедно за почетокот на саботата. Домакинката ги палела свеките. Тој седмокрак свекнек, знаете, сте го виделе на слика. А таткото го благословал домот. На трапезата имало вино, имало леп. Ти имале специјални јадења само за саботни оброци. Потоа пееле песни околу масата. Специјална песна за вино, специјална песна за леп. Саботата, браќа и сестри, и семејството стојат заедно во 10 Божји заповеди. Која заповед зборува за семејството? После четвртата, така? Која доаѓа? Петата. Веднаш после саботата доаѓа заповедта за семејството, за домот. Ако љубовта кон мажот и жената не е видлива во сабота, како ќе се види за време на другите денови на седмицата?
Saботата е време, браки и сестри, на прославување на Бога и време на радост. Еве уште имаме 2-3 работи што ќе ги споменеме. Пето, духовен празник. Евреите, односно прва Мојсеева 2.2, и може да читаме Евреите 4 глава, но јас ќе прочитам во прва Мојсеева 2 глава 2 стих, што вели: и на 7-миот ден Бог ги заврши своите дела што ги направи и се одмори во 7-миот ден од сите своји дела што ги направи. Овде се користи повторно зборот калах, значи завршеток или крај. Одмор после завршената работа. Значи сме ја завршили работата и ние прекинуваме, се одмараме. Тоа е тој збор калах. Бог завршил не на 6-тиот ден, туку на 7-миот ден. И, браќи и сестри, кога ќе дојде саботата, тој е посебен празник за духовна обнова за сите генерации. Во сабота се обновуваме, рековме, духовно и физички и психички. Шесто, празник кој зајакнува. Овде читаме во 3 стих, вели: и се одмори од своите дела кои ги создаде Бог што ги направи. Повторно ќе користам еврейско зборче кое гласи берек, а тоа значи благослов, освежува. Одморот во сабота ни носи посебен вид благослов. Тој не освежува, тој не зајакнува, тој ни дава нова кондиција за следните 6 работни денови. Затоа во саботниот ден Бог не овластува на посебен начин, браќа и сестри, преку Светиот Дух и не исполнува со сила, за да може да се бориме за останатите 6 дена кои ќе наидат. Гледате, многу луѓе се слаби и физички и психички. Зошто? Па не го држат тој саботен ден. 7 дена работат и никако да завршат со својата работа. А ние по еден ден остануваме дома или во црква одиме. Не работиме. Повторно, може имаме повеќе да останатите во смисол. Бог дава посебни благослови. И затоа фала му на Бога за овој ден. Фала му на Бога што сме го сватели, што сме го разбрале. А сите оние кои може би почитуваат погрешен ден, Бог е отворен за соработка. Нека ја читат Библијата и овие свети страници. И овде ќе ги најдат тие благослови токму во денот саботен. И седмо, последно, блиски, присни или интимен одмор. Повторно 3 стих го прочитам. И Бог го благослови 7-миот ден и го освети, зашто во него се смири, во него се одмори од сите своји дела кои ги создаде Бог и ги направи. Повторно, зборот освети во еврејскиот јазик гласи гадаш. Гадаш или освети. Значи, вистински осветувај се со неговото присуство. Или овде вели посвети. Браќи и сестри, да ве прашам, што е правило грмушката што горела во пустињата кога Мојсија видел? Кој глас го слушнал Мојсеј? Соблечи ги, односимни ги, чевлите, зашто место кај што стоише света земја. Имало капини стотици. Па Мојсеј може да каже, па знаете, во пустиња се случувале палежи или огнови. Жешко сонце и ќе се запали капината. Што го правил свет, храмот што го изградил Давид, односно Соломон? Еве, ние имаме денес овде клупи, убави, имаме столици, имаме катедра, убава црква. Што ја прави светоста? Божето присуство, тоа ја прави светоста. Во другите денови нема Божја присутност. Во смисол, Бог не го посветил, не ги посветил останатите денови. Овде вели, 7-миот ден го одвоил, 7-миот ден го посветил и го благословил. Божето присуство, браќи и сестри, ја прави светоста света. Саботата не осветува затоа што Бог е присутен. Времето е исто како и другите денови, но Бог не осветува со своето присуство во денот саботен. Браќи и сестри, Бог не сака толку многу, што едва и чека да дојде да не пречека. Како двајца заљубени се закажуваат состанок некаде и ти едва и чекаат да се сретнат. Бог вели, утре е сабота, јас ќе бидам таму во сабота. Саботата е ден кога Бог не повикува заедно да го славиме денот. Тоа е таа интимна врска што владе меѓу нас и Бога, или меѓу Бога и нас. Тоа е тој свет круг, браќи и сестри, тоа е блискост. И оној кој смета
дека саботата му е товар, ја го жалам. Тој не го открил вистинското значење на саботата. Ако мене ми е терет, кој ќе дојде сабота да се облечам, па кој ќе сега в црква, па ете врне, па ете многу жешко. Тој не ја разбрал важноста на саботата. Моето присуство овде не ја прави светоста на саботата. Божјото присуство, но кога и сме ние тука присутни, уште поголем благослов саботата добива, односно дава. Бог може да дојде, како што дошол таму во градината, на закаженото место, а кој не биле таму? Адам и Ева се сокриле. И Бог вели, каде сте? Жал ми е. А тие таму како мали деца под креветот се скриле или под масата и велат, тука сме Боже. Браќи и сестри, Бог сака да се сретнеме еден со друг секоја сабота на ова место кое Бог ќе го направи свето. Секако Бог е и дома со нас, кај што се двајца или тројца, но секојаш кога имаме можност да дојдеме во Божјиот дом, спомнавме тоа преги. Тука разменуваме мислења, тука искуства делиме, тука го славиме Бога со повеќе молици, со повеќе гласови. И еве за крај, што ќе се случи на новата земја, браќи и сестри, кога е во прашање саботата? Изведов две реченици, запиша од книгата Копнежот на вековите и со тоа завршуваме. Еве што пишува. Небото и земјата ќе се соединат во славењето, и сега цитат од Исаја 6:23, од сабота до сабота, а мноштвото спасени во радосно обожавање ќе му се поклонуваат на Бога и на јагнето. Кој ден ќе се слави на новата земја? Овде вели од сабота до сабота. А мноштво спасени во радосно обожавање. Браќи и сестри, ако денеска саботата не ни е радост, и ако не причинува задоволство и радост, нема да се најдеме таму на таа вечна сабота. Денеска е време кога да разбереме, да прифатиме дека и оваа земна сабота е благослов за нас. Не само што физички се одмараме, него се исполнуваме со Божја енергија, со Божја сила, да може во останатите 6 дена се бориме против непријателите, против гревот. И така од сабота до сабота, вели, и кој ќе дојде на вечна сабота, нека Господ ни помогне, сите ние, со нашите семејства, со нашите мили драги, со нашите пријатели, се најдеме во таа вечна сабота. Амин.